Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, Индекс на Радио Слободна Македонија. Со мене е Маја Дамјановска и јас со вас во следниот час. Денеска ќе разговараме со заменик министерот за економија Христијан Делев. А пред да почнеме со разговорот, да информирам за две бизнис информации. Пред неполн час, директорите на Македонската, Бугарската и Загребската берза, заедно со представникот на Европската банка за обнова и развој, ја пуштија во употреба платформата за регионално тргување со харти од вредност СЕЕ Линк на традиционалната годишна конференција на Македонската берза, која одбележува юбилеј 20 години од почнувањето на Македонската берза со работа. На конференцијата воведно обраќање има директорот на Македонската берза Иван Штериев и председателката на Комисијата за харти од вредност Елизабета Чингаровска, покрај панелот на кој што ќе биде објаснето функционирањето на СЕЕ Линк платформата, ќе се одржи дискусија за тоа каков пазар на капитал е потребен на Македонија, на која што ќе говорат гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов, председателот на МАНУ Таки Фити и членот на управниот одбор на Стопанска банка Тони Стојановски. И уште една информација која што се однесува на авиолетовите, ново авионско поврзување на аеродромот Александар Велики со аеродромите во Берлин, Копенхаген и Братислава. ТАВ Македонија и компанијата Визер денеска ќе ги промовираат трите нови авиолинии. Авионите на Визер до овие три европски градови ќе се обраќаат два пати во неделата. Авиокомпанијата обслужува нискобуџетни летови линии до 24 дестинации од Скопскиот и Охридскиот аеродром, односно до 11 држави. Почнуваме со разговорот со заменикот министер за економија Делев. Да, се враќаме во студиото. Како што веќе најавив, гостин во денешната емисија е заменик министерот за економија Христијан Делев. Добар ден, министре, како се чувствувате на ова сончево време денеска? Добар ден, благодарам, еве, прекрасен ден. Се надевам дека ќе имаме и добри прашања, така да ќе можеме на граѓаните да им дадеме малце повеќе информации за тоа што ние работиме. Токму така, поводот за вашето гостување не е одамнешната информација за практично решавање на прашањето на рударите од рудниците Злитово и Тораница. Тие добија нов собственик, нов газда, бугарската компанија Минстрој. Кои се обврските на компанијата? Пред неколку месеци беше објавен огласот за доделување на концесијата. Значи, сега зборуваме само за оваа прва фаза, тоа е доделувањето на концесијата, бидејќи се уште трае правниот процес и тој би требало да заврши некаде до 5-6 наредниот месец, каде што ќе имаме и конечна одлука за концесионерот. Бугарската компанија Минстрој со три други компании се надава, имаше значи јавен оглас и електронско надавање, каде што можам да кажам дека добивме историски највисока цена за концесија во Република Македонија. Досега тоа беше концесија за железо во рудникот Тајмиште, каде што концесијата беше околу 300.000 евра. Сега оваа концесија, тоа е еднократна надоме што се плаќа на државата за оваа концесија. Постигнавме рекордна цена од околу 2 милиона евра, на тоа плюс треба да се плати значи и ДДВ. Така да ова беше вистинско надавање, каде што трите компании се надава и надавањето траеше неколку часа. Така да тоа за нас беше доста интересно, бидејќи првпат ние имаме толку големо надавање како држава и компанијата Минстрој од Бугарија ја доби оваа концесија и понатаму сега они се припремаат околу сите тие други работи што треба да ги исполнат околу рестартирање на овој рудник. Компанијата најави дека ќе ги врати сите вработени и најави некоја динамика за сето тоа. Сепак тоа е нели работа на компанијата. Обврски на компанијата се во најкус можен рок да ги рестартира и двата рудника. Значи, кога е тој најкус? Кога се очекува? И ја мислам дека веќе во мај они ќе почнат со некакви активности на терен. Вчера проструја неколку информации дека еве не може да се продава стечајната маса. Сакам да ги демонтирам сите тие информации, бидејќи во моментот си трае и стечајна постапка за целокупната стечајна маса.
Како што сум информиран од стечајната управителка, веќе имаме добиено и зелено светло, односно имаме одлука од одборот на доверители за впаричување, односно за ликвидација на целиот имот. И има во моментот една правна постапка околу собственоста на собственоста, односно хипотека врз одредена опрема во рудникот, но тоа е во постапка на бришење во моментот, и штом тоа ќе се избриши, ќе одиме со продажба на тој имот. Но тоа не ја спречува стечајната управителка уште при подпишување на концесијата на идниот концесионер Минстрој, што ќе се случи некаде, значи на почетокот на следниот месец, некаде од 5, 6, 7 во тој период, при подпишувањето да се додели, односно да се склучи договор за користење на сите тие ствари, бидејќи стечајниот управител, како што знаеме, има право да располага со сите тие ствари и опрема што се во тој рудник, така да со тоа непречено ќе продолжи понатаму работата без разлика на другите постапки што ќе се течат, и затоа ние се ангажираме што е можно побрзо ова да почне со работа. Велите историска цена, историско надавање, 2 милиони евра, рекордна цена понудена од страна на бугарската компанија. Зошто досега претходниот странски инвеститор се однесувал на овој начин како што се однесува, како што практично загубите и сето она што претрпела компанијата, односно рудниците досега, а зашто сега таква заинтересираност од страна на овие три компании? Какво е значењето на овие два рудника за Македонија? Претходната компанија Индоминерали беше, можем да кажем, една од најнеодговорните компании во Република Македонија и најлошиот концесионер што досега сме го имале. Ние бевме во постојана соработка, односно во контакт со синдикатот, и имавме сигурно секое 2 недели имавме средба со представниците од рударите, каде што бевме запознаени со сета таа ситуацијата во рудниците, и синдикатот максимум се ангажираше ние како влада да му помогнеме на претходниот концесионер да излезе од таа ситуација во која се најде. Но не најдовме ние до разбирање од менаџерскиот тим, од самата компанија, самите принципи на работа во таа компанија. Компанијата се чинеше дека повеќе беа заинтересирани само за да прават некаков профит, отколку да се грижат за вработените или за животната средина или за инвестиции во механизација, во безбедност на рудникот и во сите тие други пропратни работи што треба да следува во таа концесија. Така да рудникот лошо работеше, но и концесионерот максимум го злоупотребуваше сето тоа. И затоа дојде во таа финансиска ситуација како што се најде. Сакам да напоменам дека рудникот отиде во стечај не заради нас вовде во Македонија, но компанијата, мајката компанија имаше други долгови, неколку десетици милиони фунти долгови надвор од државата во Холандија и во Англија, и заради тоа таа компанија отиде во стечај, па последователно и компанијата во Македонија. Овие рудници се многу интересни. Посебно еден податок пред некој ден што го гледав, рудникот во Злетово. Тоа е можеби и најстариот рудник во Европа, некаде од тој рудник се експлоатира уште од 15 век. Така да тоа е една голема рудна маса кај што има потенцијал сигурно уште следниве 20 до 30 години да се експлоатира, со тоа што ние во иднина таму во овој крај ќе понудиме уште неколку концесии како би го продолжиле векот на овие рудници и експлоатацијата во тој регион. Овие рудници би можеле да работат профитно со сите тие анализи до сега што ги правевме, и во овој период кога цените на металите се на рекордно ниско ниво. Така да сепак овие се многу добри рудници, можеме да замислиме со која добивка работеле кога цените биле многу високи. Дополнително што сакам да кажам за оваа концесија, дека интересот стварно беше висок, голем, односно 32 компании подигнаа тендерска документација за овие рудници. 5 се пријавија, но 2 беа дисквалификувани во постапката за надавање заради недоследности, односно заради проблеми што ги имаа со документацијата. Една од компаниите немаше ревидиран извештај од
независен ревизор. Значи ревизорскиот извештај самите си го доставиле, што не е принципна работа не само во Македонија, туку никаде во светот. Не можете сами на себе да се доставите ревизорски извештај и да кажувате дека еве ние сме компанија која работи позитивно. Тоа не е прифатливо, бидејќи ова е сериозна работа. Овие 2 милиона што ги спомнав е само почеток. Тоа е еднократен надомест. За овој рудник да се рестартира, компанијата е потребно да има минимум 15 милиона евра само да влезе во рудникот. А да не зборувам за дополнителни инвестиции што се потребни. Овој рудник да почне да функционира како што треба сигурно некоја инвестиција од 20 до 25 милиона евра, и тоа го кажуваат сите анализи што досега се направени. Бидејќи треба таму да се работи на нова флотација, треба таму да се работи за заштита на животната средина, треба да се работи со нова механизација, и има ред работи што треба таму да се инвестираат за да овие рудници бидат во состојба како што е на пример еве рудникот Саса, да го земам како позитивен пример, или слични такви рудници. Така да на овој оглас втората компанија беше дисквалификувана заради тоа што имаше 3 последователни години загуба. Не можеме ние да прифатиме инвеститор кој што има 3 последователни години загуба, и тоа ние имавме еден таков, впрочем. И не би сакале да се впуштаме во таква една авантура, бидејќи сепак ова за нас многу значено. Илјади луѓе живеат од овие рудници и ние не би сакале во такви авантури да се впуштаме. Затоа и втората компанија беше одбиена. И сакам да ги демонтирам сите тие шпекулации дека еве некому било спречено правото. Сите имаат право, во Македонија постои правен систем каде што може да се ги бараат овие права и да се жалат. Впрочем, една од тие компании се жалеше, но каков ќе биде исходот, тоа секој ќе го каже судот, но тоа не спречува ние понатаму да продолжиме со концесијата и понатаму да продолжиме со сите тие активности што треба да ги направиме за да се овој рудник рестартира. Така, кога сме кај концесиите, колку досега Министерството за економија има издадено концесии за експлоатација на минерални суровини? Сакам да кажам, еве може еден термин ќе користам. Во моментот во Македонија има една вид ренесанса во делот на рударството. До сега се издадени 376 концесии за експлоатација на минерални суровини. Ова е стварно голема бројка. Во период од колку години? Во периодот последниве 5 години. Значи, ако претходно на територија на цела Република Македонија функционирале само 15 на концесии, сега во моментот се издадени 376. Сите овие нема да станат рудници. Тоа повеќе од сигурно. Но барем очекуваме да имаме 15 големи рудници каде што инвестициите ќе бидат огромни. Зборуваме огромни инвестиции. Например, една концесија само. Рудникот во Иловица. Само отварање на самиот рудник чини 500 милиона евра. Отварање на рудникот. Бидејќи тоа е огромен рудник кај што ќе треба да се вложат многу средства. Ќе бидат ангажирани повеќе од 1000 луѓе само во градба на рудникот. Че тоа е еден огромен зафат кој што ќе бара и огромни инвестиции во Република Македонија. Или да спомнам уште неколку други такви големи рудници кои што очекуваме во наредниот период, Плавица, Луке или неколку такви поголеми кои што сигурно ќе бидат големи како овој во Иловица. Големата заинтересираност доаѓа од страна на странски инвеститори или од домашни компании? И зошто толкова голема заинтересираност во последните 5 години, а зошто не и претходно? Претходно... И какво е тоа значење за државата? Тоа е огромно значење за државата и посебно за економијата во Република Македонија, бидејќи тоа директно ќе влие на извозот од Република Македонија, дури повеќе од странските инвестиции. Значи, рударството има многу поголемо влијание и од странските инвестиции за извозот, односно за тој баланс, трговски баланс во Република Македонија. Зошто е сега тоа актуелно прашањето? Заради тоа што досега тоа не било проблематика, односно никој не го третирал досега. Никоја влада досега не се занимавала со оваа работа. Никоја влада досега не правила реформи во делот на рударството. Никоја влада досега не ги слушнала рударите, не ги слушнала овие компании кои се занимаваат со оваа работа. Така да ние како влада направивме дури еден специјален комитет за минерални суровини каде што седнавме и ги отворивме сите овие прашања и да видиме што всушност во Македонија можеме да направиме во овој сегмент. И затоа ги направивме тие многу реформи
форми, направивме многу транспарентни постапки, ги објавивме во целиот свет и затоа имаме толку голем број на странски компании кои се заинтересирани да работат, да се бават со рударство во Република Македонија. Имаме ние такви природни ресурси, досега не биле истражени или не биле доистражени и не биле промовирани. Ние убаво ги спремавме, ги направивме еден вид производ и го понудивме на пазарот за кој што се види дека има огромен интерес. Министре, ќе прекинеме кратко со разговорот, ќе направиме кратка пауза. Индекс со Маја Дамјановска. Да, разговараме со Христијан Дилев, кој е гостин во денешната индекс. Министре, разговаравме за инвеститорите во рудниците Злетово и Тораница. Ќе го продолжиме разговорот на тема инвеститори, бидејќи вие сте вклучени во владиниот тим кој што е задолжен за привлекување и лобирање и промоција на бизнис потенцијалите на Македонија пред странските инвеститори. Прво прашање, состојбата политичка во Македонија колку влијае кај странските инвеститори и дали во моментот некој од странските инвеститори со кои што се преговара е пред финална одлука или кај да ќе се одлучат да инвестираат во Македонија, како иде процесот во моментот на ваква политичка состојба во Македонија? Благодарам за ова прашање. Да, јас сум еден од членовите на тимот за привлекување странски инвестиции и еден од тие што оди низ буквално и цел свет и ја презентира Македонија како бизнес дестинација. Политичката криза има малку влијание врз инвеститорите и врз нивното мислење. Сепак не им е се исто кога ќе дојдат овде и гледаат одредени штрајкови или одредени постапки кои впрочем им се малце и чудни што се случува во Македонија, бидејќи не гледаат некаква логика за сето тоа, гледајќи од страна, но сепак тоа си влијае и тоа секако не е нешто што треба ние да се пофалиме и таа криза треба час побрзо да заврши. Секоја криза завршува со избори, помала или поголема. Нам ни е многу важно што побрзо да бидат распишени тие избори и да се затвори целиот овој чаптер, односно да се затворат сите тие отворени прашања што досега беа поставени како теми пред целата јавност во Република Македонија и понатаму да си продолжиме ние со овој тренд, позитивен тренд што го имаме во делот на странските инвестиции. Имаме многу компании. Ние во нашава програма имаме офатено повеќе 30 компании кои што се пред одлука или во фаза на носење на одлука за избирање на Македонија како нивна идна дестинација. Имаме таква една конкретна компанија која што веќе има донесена одлука и кој што очекуваме деновиве тоа да биде објавено и кој што станува збор за поголема инвестиција во регионот на Кочани. Но секако политичката криза влијае и таа треба час побрзо да се заврши за да можат инвеститорите понатаму да си продолжат. Нема некое големо директно влијание, но сепак остава оставаме лош печаток како држава, како општество пред тие странски инвестиции со нерешени такви работи. Она што е актуелно се и слободните зони во општините за кои што владата веќе даде можност да се формираат покрај слободните технолошко-индустријски развојни зони. Со тоа веројатно и на сите општини им се дава можност да локално го развијат економскиот развој. Колку странските инвеститори се заинтересирани да инвестираат во местата кои што не се центри во Македонија? Да не кажеме те рурални средини. Трендот, јас очекувам дека во иднина овие локации што се надвор од поголемите центри ќе бидат поатрактивни и заради повеќе причини. Државната помош што се нуди во Република Македонија не сегогаш е фактор за кој што странските инвеститори се заинтересирани да дојдат во Република Македонија. Впрочем, еве и најголемата инвестиција од Амфенол во Република Македонија, сакам да напоменам, не користи никаква државна помош. И не се заинтересирани за истата, заради тоа што нивната цел им е нешто сосема друго. И така да дали они ќе плаќаат 10% равен данок или нема да плаќаат, тоа многу малци им влијае врз цената на нивниот финален производ, бидејќи тој производ е со многу голема додадена вредност. И такви се тие компании што сакаме да ги таргетираме во иднина. Значи, многу е важно овие индустријски зелени зони
точното им име, тие што се надвор од, значи, од технолошко-индустријските развојни зони. Овие индустријски зони да ги има околу секој град. Тоа е единствен начин како на компании да им се понудат локации каде што би можеле тие да обавуваат својата дејност. Многу е важно каде се наоѓаат тие локации, многу е важно да бидат на стратешки места каде што се блиско до инфраструктура, така се избирани тоа сега сите тие што се понудени на странските инвеститори, но тоа е единствениот и најважен фактор како да се бориме со нашиот најголем проблем, а тоа е невработеноста. Ако зоната во Скопје се веќе полни и зоната во Штип исто, значи ќе има зголемена конкуренција. Многу компании ќе сакаат да одат во места каде што има помала конкуренција, каде што може да бидат единствени на тој пазар и мислам дека и тоа ќе се случи. И затоа сега поголем број на компаниите ја гледат внатрешност, односно гледат некои други алтернативи надвор од Скопје за да можат нели да планираат подолгорочно. И они кои ги прават овие фабрики, никој не мисли дека ова ќе работиме 1, 2, 5 години. Нивните планови се од 10 до 25, 35 годишни планови што ги доставуваат до нас каде што презентираат што би сакале они да работат во тој период. И затоа ними им е посигурно во делот на човечки ресурси да бидат надвор од Скопје каде што ќе имаат нели поголема база со која што би можеле нели да вработуваат, односно да ги ангажираат. Така, една од поголемите проекти кои што неодамна ги најави владата, тоа е гасификација на Македонија. До каде е овој процес? Ова е можеби еден од поважните проекти и мислам дека и наредниот период ќе биде во делот ќе биде насочен кон гасификацијата. Тоа е постапка каде што во моментот се објавени неколку поголеми огласи за изградба на примарната гасификациона мрежа. Сакам да напоменам дека ова првата фаза од делницата Штип кон од Клечовци Штип е веќе завршена, поголемиот дел. Во моментот е објавен повик, значи на 24 декември беше објавен повик за доделување на концесијата за изградба на делницата Штип Неготино во должина од 36 километри. Тоа значи веќе во финална фаза е огласот и тоа сега фаза на еволуација на понудите и мислам дека набрзо ќе имаме концесионер. На 25 јануари е објавен огласот за делницата Скопје-Тетово Гостивар од 76 км и крајен рок за доставување на понуди крајниот рок за доставување на понуди мислам дека веќе е завршен и во тек е постапка за одобрување на тендерска документација кај што набрзо ќе биде објавен и делницата Неготино-Кавадарци до Битола. Така да со ова ние завршуваме скоро 90% од примарната гасификациона мрежа во Република Македонија. Останува уште еден мал дел што ќе биде од еден мал дел кој што ќе биде поврзан Битола, Охрид, Струга, Кичево, Гостивар и мислам дека тоа веќе ќе влезе во програмата за наредниот период. И со тоа ќе добиеме еден круг во Република Македонија на гасификационен круг кој што ќе помогне и да го стабилизира самиот систем и понатаму да со гасификацијата, односно со развој на таа мрежа. Дополнително огласот за дистрибутивната мрежа, односно за дистрибутивната преносната мрежа во Скопје е во тек и набрзо треба да се објави и во статукот од Република Македонија, значи ќе бидат тоа два пакети, каде што ќе се нуди на приватни компании понатаму да ја развијат секундарната и терцијалната мрежа низ цела Република Македонија. Со тоа гасификацијата ќе стане реалност, ќе стане нешто дел од нашето секојдневие. Значително ќе ги намали трошоците за грејење, па дури за ладење, бидејќи има веќе системи на гасификација што се за ладење. Директно ќе влие врз енергетскиот биланс, а најмногу од се ќе влие врз влијанието врз животната средина, односно намалувањето на загадувањето. Знаеме сите тие студии до сега што беа направени за Скопје и за другите градови кои што беа загадени. Најголем фактор, односно најголем удел во загадувањето, повеќе од 50% е загревањето, односно користењето на дрвата и другиот вид на тврд
на тврд енергенс, што тоа не прави нас да бидеме позагадени како градови. Ако се гасифицираме, тоа значи ќе се намали директно. Да, ги спомнавте за штедите. Во контекст на тоа сакам да ве прашам каква е заинтересираноста на граѓаните за субвенциите за сончеви колектори? Можам да кажам дека ова е еден од поуспешните проекти на оваа влада. До сега во рамки на овој проект имаме субвенционирано 3611 семејства за сончеви колектори. Продолжуваме со оваа активност и во наредниот период и поголем дел од трошоците за домаќинствата за инсталација на вакви сончеви колектори ќе продолжи, односно околу 250 евра ќе бидат субвенционирани директно од државата, со тоа што луѓето, односно домаќинствата кои инсталираат вакви капацитети имаат заштеда од прилика тоа што можеме да го пресметаме околу 120 евра на годишно ниво. Така да тоа е значителна помош кон буџетот во домаќинствата, со тоа што самата инвестиција би се исплатила за 2 до 3 години. Така и за крај последно прашање во индекс за вас, во сегментот туризам. Практично туризмот се разви со исто така субвенции кои што државата ги понуди на сите оние кои што носат странски туристи во Македонија. Каква ќе биде динамиката за оваа година и какви се очекувањата за оваа сезона? За оваа летна сезона со оглед на тоа што зимската помина, нели? Најголем успех, мислам дека и во регионот, а и по широко имаше оваа влада во делот на туризмот. Досега никој нема забележено 9 последователни години раст повеќе од 10% на туризмот. Значи, сигурно растот на туризмот во Македонија секоја година е повеќе фактички од 12%. Посебно во делот на странски туристи. Тој тренд и таа политика и ќе продолжи и понатаму, заради тоа што владата максимум се ангажира околу ова. Туризмот има значајно место во новата програма, новата изборна програма но сега имаме и некои новини, но и некој нов пристап. Имено туризмот е нешто што најмногу би можеле да се пофалиме. Сите тие вложување во туризмот и сите тие субвенционирани го дадоат конечниот резултат. Бенефитот што ние го имаме како општество е огромен од оваа гранка. За понатаму веќе имаме направено нова стратегија, а тоа значи вложување во делот на инфраструктурата, односно во капацитетите. Ако дојдовме до ниво каде што имаме веќе огромна посетеност и блокираност на нашите хотели, посебно во Охридскиот регион, ако веќе Скопје стана прва дестинација, што е така многу охрабрувачки, ќе мора веќе да работиме и на зголемување на капацитетите. Затоа ние во новата програма предвидувавме, односно веќе и формиравме неколку туристички развојни зони, каде што би сакале да веќе да привлекуваме инвеститори во делот на изградба на таква инфраструктура во делот на туризмот. Сега нам не се потребни хотели од 4 и 5 звезди, сега нам не се потребни и друг вид на такви инвестиции, каде што би продолжил овој тренд и би донеле веќе и инвеститори, да би донеле веќе и туристи кои би трошеле и повеќе. Повеќе пари, да. Веројатно и во функција онаа стратегија која што донесовте преди неколку години, а кој што и требаше да ги натера собствениците на хотели да ги категоризираат хотелите и да бидат соодветни надзвездичките кои ги поседуваат. Да. Тоа е постапка кој што се уште тече. Пред неколку месеци беше формирана една таква независна комисија која што треба да направи евалуација на сите тие капацитети во Република Македонија. Не се тоа многу капацитети, некаде околу 300 капацитети се. Зборувам за тие што се 3 и повеќе звездички, кои што ќе се реевалуираат, каде што има представници и од бизнес заедницата, и од коморите, и од сите инволвирани страни, да би можеле да донесат едно најсоодветно, односно најреална категоризација за сите тие капацитети и понатаму за сите нови веќе таа една иста комисија ќе ги категоризира. Правилникот е донесен, значи постапката е во тек, тоа ќе биде постапка кој ќе трае подолг период, бидејќи сепак треба сите овие капацитети да се посетат и да се правично евалуираат.
Министре, измина нашето време предвидено за разговор. Ви благодарам што бевте дел од Индекс. Благодарам на вас. И ви посакувам убав ден. Благодарам. А ние продолжуваме со реклами. Индекс со Маја Дамјановска. Да, и тука е крајот на Индекс. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на Индекс во продукција на Радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 29 март. Се слушаме за една недела. Ви посакувам пријатен ден. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.